Утре на пладна закажана вонредна седница на влада. Ке се носат мерки за борба против високите цени на бензините. Цените на светските берзи растат, па и кај нас се очекува ново покачување во понеделник. Со какви конкретни мерки владата ќе постапи за да го ублажи ценовниот шок засега е непознато, но извори за Сител брифираат дека се размислува за моделот со намалување на стапката на ДДВ на горивата од 18 на 10%. И бизнис секторот се на став дека владата треба да интервенира со конкретни мерки за ублажување на ценовниот шок. Владата може да реагира со одредени мерки, како што е да речеме намалување на акцизите или ДДВ-то за енергентите и така натаму, за да се ублажи таа инфлација, но тоа се зависи од тоа дали се работи за краткорочен проблем или долгорочен проблем. Ако вие да речеме опуштите од државните резерви нафта и газ за да се намали цената на овие енергенти, а за еден или две недели не се спречи војната и продолжи понатаму, тогаш вие ќе ги изгубите тие можности за реакција и на еден начин нема да добиете ништо позитивно од тоа. Значи се зависи од тоа колку време ќе трае војната. Негативните последици од војната на Блискиот Исток ќе се одразат врз сите, особено врз помалите држави како Македонија, која важи за голем увезувач. Димитров очекува негативни економски движења, стагнација на економскиот раст и покачување на цените. Негативните тенденции на економијата не се само ради растот на цените на енергентите и преносот на транспортните трошоци и на растот на цените на другата индустрија. Многу негативности ќе се случат и заради очекуваната нова инфлација, заради неизвестностите што ќе ги носи новото време и на крајот државите сакајќи да ја намалат инфлацијата ќе изголими од каматните стапки што директно ќе влие на економскиот развој, тоест ќе го намали економскиот развој. Во вакви услови најчесто доаѓа до така наречената стагфлација, а тоа значи зголемите каматни стапки ќе го намалат економскиот раст, значи ќе имаме стагнација на економијата, а од друга страна ќе имаме пораст на цените, што е како да кажам двојно негативно. Зголемувањето на цените на нафтените деривати го поремети и секојдневието на граѓаните. Повеќето си возат велосипеди и се движат пеш за да заштедат на гориво. Возилата ги палат само кога е неопходно. Мислам дека не е нормално ваква нагла промена и дека и лошо ќе резултира тоа во било кој случај, ама останува да ги следиме ситуациите. Е поскапо од претходно. Сметам дека сме многу разгалени во смисла на трошење гориво, секако и иначе не само во оваа ситуација. Па скапо е, ама ќе биде уште поскапо. Дали во овие моменти на енергетска криза сметате дека владата можеби треба некако да интервенира? Треба да интервенира и сите очекуваат дека ќе има поскапување. Секако дека треба да интервенира, ама јас мислам дека и владите се ставени пред една нова ситуација и немаат баш однапред смислени решенија. Ретко кој вози поради луксус, секој има некоја потреба. Според мене би требало да интервенира со некои мерки со цел да се ублажат порастот на цените. На денот на почетокот на војната во Иран, литар дизел во земјава се продаваше за 71 денар за литар, додека бензинот се точеше за 73,5 денари. За 2 недели од стартот на кризата, дизелот поскапе за дури 21 денар, а бензинот скокна за 12. Габриела Лескова, Сител телевизија.